Добра вечер, гледате Свести на гласни идеи. Изминатата недела даде разрешница на некои теми кои ги третиравме во Свести на претходното издание. Да проследиме за што станува збор. Во минатото издание на Свести, внимание посветивме на така наречените културни клубови именувани по докажани Хитлерови соработници. Не соочени со вакви провокации претходно, анализиравме зошто либералниот концепт на Законот за здруженија и фондации треба да биде испратен во минатото. Очигледната потреба од законски филтер за селекција на имињата на здруженијата ги раздвижи процесите во оваа насока. Имено во вторникот со 84 гласа за, пратениците од власта и опозицијата едногласно дадоа поддршка по скратена постапка да се донесат изменувања и дополнувања на Законот за здруженија и фондации, а со кој предлог би се ставило крај на следни провокации, кои всушност им штетат на 3500 бугари во Македонија според последниот попис. Што се однесува до правата на македонците во Бугарија, негирањето на постоењето на таквото малцинство продолжува и покрај 14 пресуди на Европскиот суд за човекови права. Во меѓувреме, во Благоевград, на 30 октомври е закажано отварање на македонски културен клуб именуван по револуционерниот поет Никола Јонков Вапцаров. Што ќе се случува на 30 октомври? Дали ќе биде искажано исто непријателство како тоа во Охрид, останува нејасно. Од една страна, организаторите добиле дозвола за одржување на настанот од страна на градоначалникот на Благоевград, кон кого искажуваат благодарност и истиот е поканет на отварањето. Од друга страна пак, Советот на општина Благоевград се противи. Во вторникот едногласно изгласале и декларација со следната содржина. За нас е неспорен историски факт дека македонската нација е вештачки создадена од Коминтерната во 1934 година, дека незината единствена причина за постоење била да им служи на интересите на болшевичката партија и на Советскиот сојуз и за целите на туѓа држава. Уште повеќе, за нас, како бугари и жители на Пиринска Македонија, е крајно голема неправда и провокација еден голем бугарски поет, како што е Никола Јонков Вапцаров, да наметнува туѓа национална самосвест. Сметаме дека сите действија за создавање на организација во која група луѓе се дефинираат како малцинство во рамките на нашата национална држава се грубо кршење на уставот и законите во Република Бугарија. Исто така, сметаме дека со ваквите провокативни действија, договорот за добро соседство меѓу Бугарија и Северна Македонија е грубо прекршен. Сите досегашни напори за подобрување на нашите односи со Република Северна Македонија се погазени и нејзиниот пат кон европската интеграција и членството во Европската унија е попречен. И ова издание на Свести не беше имуно на дневната политика, па да се оттргнеме од прашањата за кои партиите собираат политички поени и да се вратиме на суштинските проблеми на мнозинството граѓани, работниците. Дополнително се затегнуваат односите влада-синдикати. Дали што туку донесениот правилник на Министерството за финансии представува замка за колективното договарање како единствена можност на синдикатите за зачувување и подобрување на работничките права. На оваа тема разговаравме со Трпе Дејановски, председател на Синдикатот на управата и правосудните органи. Добро, сега за правилникот најново тоа беше што се случи со правилникот, мислам дека беше за регистрација на колективни договори и измена на колективните договори. Што значи тоа? Дали преку правилник се државата сака да ги уназади работничките права кои се загарантирани со устав и со закон? Место како толку. Што значи тоа? Стварно не знам што би кажал. Вчера го објави во службен вестник, не го пратија вечерата. Баш го читав и дома, го читав денеска на работа. Не можам да го сватам, најискрено ти кажам. Значи, социјалдемократска влада пак нека не ме зема за зло, ама стварно сум револтиран кога го зборам ова, да постапува на ваков начин стварно не е логично.
Значи сите права што сме ги обезбедиле 30 години на нас за сега се ставаат адакта, значи да не се употребуваат. Имаме едно министерство што ќе решава кој може да склучи колективен договор, кој не може. Закон за работни односи така не го пропишува тоа. Значи колективен договор со закон за работни односи склучуваат репрезентативните синдикати и работодавачот. Во колективните договори ние мораме да бараме финансиски повеќе за нашите членови. Тоа е работа на синдикатот. Ние по цели задачи не се да се грижиме за материјално-економската и социјална положба на членовите на синдикатот. Ако тоа не го правиме преку колективни договори, на кој начин ќе го правиме? Сега со овој правилник, каде што дорегулира еден член од закон за работни односи, кој беше многу едноставен. Тој член викаше дека секој колективен договор треба да се поднесе за регистрација во МТСП, труд и социјална политика. И не се даваше колективниот, освен ако не е грански или општ. Поединечен колективен договор со проста изјава дека таму и таму сме склучиле колективен договор, треба да истече тогаш и тогаш, тие се подписници толку. Сега се бараат ред документи, на крај тоа што нас најмногу не ни одговара, не ни одговара противзаконски, согласност од Министерство за финансии. Кој што согласност може да не ја даде, Обично Министерство за финансии не дава согласност воопшто и да имате средства нема да. И тоа значи дека нема да е важечки колективниот договор во суштина. Не можам да протолкувам, вака сега. Јас сум правник, сум бил адвокат, сум застапал и сум практицирал право. Согласно закон за облигационни односи договорот обврзувачки двостранен или тросторанен акт. Ако го потпишеме јас и ти било каков договор, значи ние сме презеле на себе обврски. Ти од една страна, јас од друга, што треба да ги исполниме. Без разлика дали тој треба некој да го регистрира. Во самиот правилник вика, доколку колективниот договор не ги содржи сите овие прилог документи за кон МТСП, нема да биде во регистарот на МТСП. Океј. Значи пак е договор, пак е важечки, пак е склучен. Не може МТСП како трета страна да каже пупу овој договор сега не важи. Страните на колективниот договор можат само да го откажат колективниот договор од кога ќе биде подпишан. Значи или синдикатот, што до сега не се случило, нема да се случи, или работодавачот, што до сега пак не се случило. Ниту еден работодавач од приватен сектор што случил колективен договор до сега не откажал колективен договор. Од приватен сектор, камо ли влада да откажува колективни договори, тоа е нонсенс веќе. Добро, ќе видиме што ќе се случува. Баш така, ќе видиме што ќе се случува, меѓутоа ова е за нас синдикатите голем удар врз нас. Искрено на народски кажано ни се врзуваат раците, поготово на синдикатите од јавниот сектор. Јас ја разбирам моменталната финансиска ситуација, финансиска криза, да, и дека треба да се грижиме сите за буџетот, да. Меѓутоа треба малце и работодавачите и буџетот да се грижи за нас. Апсолутно, бидејќи што каде оди буџетот ако некај само за народот, за работниците. Ние пробуваме тоа да го објасниме на многу пластичен начин, дека ако ние немаме куповна моќ и ако не може да ги платиме режиските трошоци и основните прехранбени потреби што ни требаат на едно семејство во државата, како ќе може државата да функционира без нас? А такви одлуки мора прво да поминат некој на социјален совет. Одлуки за плати, одлуки за мерки, препораките мора прво да поминат преку економско-социјален совет, а не влада без учество на синдикати, без учество на работодавачи, да ги носи сама и да предлага вакви поразителни за нив, пред се за нив, потоа за нас мерки со кои се кратат плати или со кои што, значи, стрикно викаат дека да не се склучуваат поединечни колективни договори, кои предизвикуваат фискални импликации, па какви колективни договори склучуваме. А тие што се склучени, да не се продолжуваат по нивниот истек. Тоа беше се во ова издание на Свести. Се гледаме следната недела во истиот термин.